Денес се наоѓам во прекрасниот и автентичен кинески ресторан Star Ocean. Овде до мене е прекрасната Силвија, која што и овој пат ни подготвија едно прекрасно ново есенско мени. Овде гледам превкусна и преубава храна на изглед, нели како зборуваат. Најпрво очите јадат. Јас морам да пофалам дека се овде пред мене изгледа преубаво, а сега и нашите гледачи да видат за што точно станува збор. Добро вечер, Силвија, најпрво кажи ми како си. Супер, со вас секогаш најдобро. Добро ни дојдовте и многу ми е мило и чест што имам можност токму во вашата емисија да ја најавам нели нашата нова понуда. Конечно ни пристигна шефот за суши, кој што го чекавме цело лето. И со завршување на летото во полна пареја почнуваме со нешто што е ново, интересно. Намерно се застапени овие есенски бои, шаренило од бои кои што се ја символизираат кинеската кујна, бидејќи кинеските готвачи освен што внимаваат на вкусот, на состојките, на мирисот, секогаш внимаваат и на декорацијата и на боите кои што се застапени. Морам да напоменам дека секој кинески ресторан има свој начин на сервирање на специјалитети, дури и да се со исто име и исти зачини, комбинациите може да бидат различни. По предлог на шефот на нашата кујна, денес се одлучивме за повеќе видови на суши, меѓутоа во комбинација со кинески свежи салати. На шефот на нашата кујна смета дека, бидејќи сушито само по себе знае да е посуво, и покрај тоа што се служи со соја сос и зачини, сепак велат дека уште поздраво ќе биде ако се комбинира со свежа салата. Ќе започнам од есенското. Прекрасни есенски бои, морам да ја дадам, многу убаво изгледа. Да, ова е нашето Rainbow суши со свежи зеленчуци и специјално подготвено од шеф на кујната, кај што има кранчи од страната, нели крцкави зачини. Секогаш ова е вегетаријанско суши, секогаш гледаме да има поголем избор за вегетаријанците и за оние кои внимаваат на линијата. Од друг тип на суши, кое што е многу познато, е Калифорнија суши. Гледате само како интересни бои. И исто така од озгора е крцкаво за младата популација и за сите оние кои што сакаат, освен да уживаат во вкусот, да уживаат и во боите. Да, и Калифорнија суши е едно од најпознатото кај сите. Ја не знам, стварно не знам на камера како ова изгледа. Јас морам да кажам дека во живо изгледа совршено и сочно изгледа. Да, кажавте убава комбинација со салативе, но во живо ова изгледа посебно Калифорнија многу и сочно. Благодарам. Многу е барано, веќе една недела е дел од нашето мени и многу е барано. Мене лично омилено ми е ова суши, тоа е нори, нигири суши. Нигири со свеж лосос. Навистина, приметив дека многу луѓе имаат верзија од свежа риба, меѓутоа кога ќе се комбинира на ваков начин, верувајте дека не ја осеќате. А сега имаме и лек за сите оние кои што не сакаат да го почувствуваат мирисот на лососот или можам да кажам мазната глазура на лососот. Нашиот шеф на кујната направи од озгора обработка на лососот со да го подпече малце со специјална направа за суши и за сите оние кои што сакаат да вкусат лосос, да се хранат здраво, а не сакаат таа глазура да ја почувствуваат, може да биде малце подпечено од озгора. Сега го предлагаме така. Овие три типа на суши ги предлагаме со свежа салата од спанак. Морам да напоменам дека кога е сезона за спанак, најбарана салата во нашето мени е салатата од спанак. Бидејќи термички не обработуваат да врие многу време во воктава, туку се поминува во врела вода, само неколку секунди, се сервира со дршките и со црни и бели кинески печурки ушите на дрвото. Ушите на дрвото се толку здрави за дигестивниот систем, го прочистуваат дигестивниот систем, за сите оние кои што имаат проблеми со варење на храната и со столицата, еве ги белите кинески печурки како свежа салата. Многу интересно изгледа белата кинеска печурка.
кога ќе се вкуси, таа е крцкава. Вкусот го избираат самите гости. Ако сакаат салатата да биде киселка, ја спремаме со кинески оцет од ориз. Ако сакаат да биде во луто-сладко кисел сос, ставаме луто-сладко кисел сос. Меѓутоа, леснотијата на оваа салата во комбинација нели со спанаќот прави сето ова што го конзумираме да не почувствуваме тешкотија од оризот, од рибата. Токму затоа предлог е салатите свежи да бидат во комбинација со суши. И една најпозната свежа салата во Северна Кина е тутер сир, односно компир на ленти. Толку внимателно исецкан компирот на ленти, дури како влакно од коса, ова е посебна техника на сечење на компирот, која што е најтешка за кинеските мајстори, затоа што треба секое компирче да го исечат на еднакви делови. Ако го конзумираме крцка и имаме чувство дека е жив, меѓутоа верувајте никој не качил температура, да обично не прашуваат да не качиме температура, меѓутоа ова е традиција со векови во Кина на ваков начин на спремање на компирот, киселко со малку лукче и отвара многу апетит. Јас го јадам со додаток на пикантен сос. Бидејќи имаме повеќе суши, јас само ќе се задржам уште на еден тип, останатите нека останат енигма за самите гледачи, доколку имаат желба да вкусат рембо или мешано суши, слободно нека не посетат, а јас уште ќе го презентирам сушито со ракчиња. Криспи ракчиња со суши и одозгора со малце пикантен сос. Овој тип на суши го сервираме во комбинација со салата од бамбус. Сега ќе го покажеме бамбусот. Многу ретко кој знае дека бамбусот може и да се комбинира. Фала ви. Дека бамбусот и се јаде. Еве да видиме како изгледа бамбусот. Многу е ниско калоричен, диетален. Сите бремени жени во Кина го конзумираат бидејќи е заситува многу брзо. Има вкус на краставичка, крцка, нема вкус. Значи има бледо освежителен, и ја комбинираме со кора од портокал и лимон. И тоа дава многу убав шмек. Овие салати се многу интересно, да, многу интересно изгледа и јас лично прв пат слушам еве дека и бамбус, кор од бамбус се јаде. Не сум слушнала досега, сигурно верувам дека е привкусно. Сигурно и ние ќе можеме да пробаме. Исто така нели гледачите, посебно и што кажавте бремените жени бидејќи во Кина, исто бремените жени и кај нас може да дојдат и да пробаат и да се почувствуваат и многу поосвежено и заситено во тие убави денови денарец. Здраво, вкусно, лесно, значи акцентот во кинеската кујна е на зеленчуците. Токму затоа ние во комбинација со нешто што е јаглехидрати, секогаш комбинираме свежи зеленчуци за да оброкот биде целосен, да ги задоволи сите потреби на нашето тело, а не да се чувствуваме тешко, нели наредни 4-5 сата да не можеме да конзумираме нешто друго. Тоа е поентата, така да на ваква богата софра ги покануваме сите оние кои што сакаат нели да бидат дел од нашето мени. Ви благодарам многу, Силвија. Јас се надевам дека нашите гледачи ќе можат дојдат да вкусат се ова. И морам да ве пофалам дека се изгледа прекрасно. Уште еднаш ќе повторам, не знам стварно на камера како изгледа, но овде во живо јас сум стварно воодушевена и ви посакувам многу успех со новото мени да си имате. Ви благодарам, па да дегустираме.